Почитувани гледачи, вечерва имам задоволство во студиото да го поздравам господинот доктор Владимир Ортаков, клинички невропсихијатар, клинички велам затоа што работи на клиниката Ачибадем Систина, невропсихијатар, а вечерва разговорот ќе го водиме за психологијата, за стресот, за сето она. Но повод беше кога го поканив докторот, ми дојде со еден подарок кој го добив од него. Тоа е ова во врска со месецот ноември или месецот кој се смета овие мустајки кои треба да символизираат машкост, поточно свесност за машкото здравје. Во која смисла? Во смисла дека потребно е едно општо светско определување, некако мажот како глава, како супермен, како сватен, како нема проблем, машкоста не дозволуваше слабост, машкоста не дозволуваше ништо и едноставно човекот мажот грабаше. Одеднаш се наоѓаме, господин Ортаков, се наоѓаме во едно општество каде што мажите пребрзо си заминуваат, дури не давајќи го потполниот перформанс што можат во едно општество во својот животен век да го дадат. Станува се поголема свесноста дека болестите како што се ракот на простатата, ракот на дебелото црево, ракот на тестисите, пенисот се позачестени и тоа се специфично машки болести. Потребна е голема свесност и сето тоа вам ви е познато. Но, господин Ортаков, ведно завршувам, еден куп ваши колеги овдека беа, со кои разговаравме, кардиолог, педијатар, за канцер, за се и се што сме разговарале. Значи, нема лекар кој нема да спомне дека еден од главните извори на сите заболувања денеска е стресот. Па денеска е еден широк разговор на тема психологија, клиничка психологија, невропсихологија или како ги нарекувате стручно сите тие работи. Повелете. Ќе се обидеме да ги објасниме. Меѓутоа, прво сакам да ви се заблагодарам за поканата во емисијата. Ми причинува задоволство. Јас добар почеток. Почнуваме, ние ќе разговараме за психијатрија, психологија, меѓутоа почнуваме со телесното. И неопходно е да кажам дека едното и другото се врзани. Стресот ги зафаќа едното и другото. Прво, за оваа иницијатива, за која мустаките се символ на практично едно движење на една невладина организација формирана во Австралија пред 10 години, која што се занимава со подигање за свесноста за машкото здравје. До сега имаат многу кампањи направено, до сега во многу земји добиваат поддршка, иако не се афилирани кон ниедна интернационална или владина организација, меѓутоа стануваат се попознати. Идејата е точно да се обрне внимание на она што мажите го занемаруваат. Во женскиот свет постојат веќе рутински контроли, се прават ПАП тестови, се прават скрининзи за состојбата на здравствената состојба на дојката, бидејќи канцерот на дојката е нешто што многу често се јавува. Меѓутоа, мажите веројатно размислував за тоа која би била причината мажите да не навлегуваат да се запоставуваат, да го кажеме така. И вие на некој начин го кажавте тоа. Мачоизмот, точно. Ние се сметаме себе си за тоа стереотипот кој што ние самите го наметнуваме. Ние сме здрави, ние сме јаки, ние сме тие кои што нема зошто еднаш годишно да одиме да се прегледуваме, да правиме колоноскопии, да правиме испитувања за состојбата на простатата, мислејќи дека тоа нас не засега едноставно. Или имаме некоја филозофија која што е, ако треба нешто да дојде, тогаш ќе дојде и нема зошто да се подвргнуваме на некој
редовни, да речам, такви прегледи. А докажано е во светот дека таквите редовни скрининзи спасуваат животи. Сега го спомнавме и стресот. И практично и тоа е нешто што ќе го наречам болест, не е болест, меѓутоа тоа е епидемија на денешницата. Не можеме да го наречеме болест, меѓутоа е состојба и јас ја врзувам за сето она што го носи модерното време, за сите оние дразби и стимули кои што ние ги доживуваме секојдневно, за сето она отклонување од некој ред кој што би требало да постои во текот на денот, да речеме. Стресот не ги заобиколува, не го заобиколува никого. Ако кажеме дека живееме, не сакам да бидам машки шовинист, меѓутоа ако кажеме дека живееме во машки свест, поготово мажите во својот продуктивен период се подложни на стрес баш поради очекувањата, мачоистичките очекувања од самите себе. Дека можат да постигнат повеќе од оно што се нивните можности, да речем. Пред се тоа. Кажете ми, треба да задираме сега од една до друга и тоа би било преширока тема. Од денешниот маж се очекува да биде успешен во работа. Жените обично викаат премногу се бара од нас, високи штикли, дотерани, домаќинки и така натаму. Не е ништо поразлична ситуацијата со мажите. Да бидеш физички добро подготвен се бара од тебе, да бидеш добро интелектуално подготвен, да бидеш добар љубовник, што при сексуалниот чин се бара една малце поинаква состојба од што кај другиот партнер, кој може да биде малку попасивен. А и за тоа ќе прозборуваме малце. Фројд ми е една од првите читанки заедно со Библијата во животот, психопатологија на секојдневниот живот. Да. Така што сите тие состојби на очекувања дали потекнуваат, некако може да се направи некоја паралела. Ние сме имале некој примален живот, каде што немало многу интелектуала. Едноставно сме се бореле за преживување со животни. Дел од стресот бил нормална работа, нели? Се стресуваш, ќе видиш животно, тоа е напнато, тоа е адреналин. Организмот доаѓа во некоја многу тензична состојба. Кој знае каков кармакаш се случува, претпоставувам дека вие многу подобро го знаете. Одеднаш мажот се наоѓа во една урбана џунгла каде што он треба да се чувствува сигурен од било какви опасности, а опасностите доаѓаат натрешни. Не задоволив жена, не задоволив фамилија, не успеав да создадам, ќе ми зависи екзистенцијата на целото семејство, од мене зависи овој, јас си зависам од себе, ќе отидат родителите, остануваш сам на себе, потпората се руши, а фамилијата, жената, децата, фирмата, компанијата, сите очекуваат од тебе. Колку еден маж е способен да носи? Кога е моментот на кршење, да речеме еден просек? Дали вие секојдневно, јас знам, сум се обидувал да дојдам кај вас, па мислам дека кај Сали Стаџер побрзо ќе стигнам на маса операциона од што кај вас. Тоа е неверојатно колкава навалница од пациенти имате кај вас. Ја би додал уште нешто. Бидејќи машко-женските улоги сега границата помеѓу нив се замагува се повеќе и повеќе. И дополнително од она што го кажавте, што мажот го носи на свој плеки, почнува да се соочува со барања да носи и нешто што до пред некоја деценија не го носел. Да биде паралелен партнер во она што била женска. Пак не сакам да звучам машко-шовинистички, бидејќи улогите се сега е вие го анализирате состојбата во општеството. Слободно точно говорете, ве молам, не морате загради да ставате. Нема да дозволам никој да ви става нешто заради обзервација. Не се ограничувам, меѓутоа сакам да бидам коректен во моите принципи во искажувањето. Значи, ако просто ги поделиме улогите на машки и женски, мажите, да бидам поедноставнен, практично почнуваат да носат на плеки и она што до сега само жените го носеле на плеки. Од друга страна, коректноста што сакам да
да не ја занемарам, и жените почнуваат наплеки да ги носат машките улоги. Меѓутоа, сега се наоѓаме во едно време кое што практично ја прави таа конфузија. Без разлика на сето тоа што јас го додадов, она што вие го кажавте е навистина многу. Бидејќи ние самите од себе ги очекуваме сите тие резултати пред себе самите, пред општеството, пред нашата фамилија, се повеќе барања од страна на нашите работодавци, од страна на клиентелата со која што работиме. Така да се повеќе информации кои што ние мора да ги процесуираме. Живееме од утро до мрак со нашата работа, може би не сите, меѓутоа многу од нас, и забораваме дека треба да му посветиме време на одморот, на рекреацијата, на нас самите, на задоволството. Мажите во својата пештера да се повлечат 1 час во денот, за тоа говориме. Па да, ама не ми звучи во својата пештера. Може би околу пештерата малку да разгледаат што има. Зборам, да почнат да ја доживуваат околината. Да се посвети на своето хоби или не знам на компјутерска игра или на гледање филм или читање книга или не знам рекреација или Апсолутно. нешто спорт. Сосема себично интимно време исклучиво за себе. И не би го рекол себично, бидејќи што си подобар за себе, тоа си подобар и за другите. Така ќе може и да им се пружи на луѓето околу себе, повеќе мир, повеќе топлина, повеќе помош, да бидеш повеќе за нив тука. Да не изгориш, да не прегориш, да не бидеш презаситен со секојдневните обврски. Значи, кога викам време за себе, не викам време, често пациентите кога ќе дојдат велат јас одвојувам време за себе, со мојата фамилија излегувам и ние шетаме. И јас им кажувам, може би звучи сурово, меѓутоа, одвојте го времето за себе надвор и од вашата фамилија. Бидејќи и вашата фамилија на некој начин, иако вие не го чувствувате тоа така, и е еден вид обврска. Значи, кога велам време за себе, бач мислам на време за сопствените потреби, надвор од сите оние контексти кои што се секојдневни контексти кои што ги имаме во дневниот режим, да речеме. Предпоставам дека се соочувате на ова предизвикува многу проблеми во брачните односи. Во овие несигурни времиња, жената е спремна подобро да ми е болен и мизерен, само да е до мене, одошто 1 минута да е надвор од мојот видокруг. И настануваат тие конфликти на купување на тоа време. Колку е честа таа појава на посесивност или несигурност кај едниот спрема другиот партнер, кога овој ќе се обиде, било кој, значи и машко и женско, али овдека сега и збориме за мажите, ќе се обиде да си купи собствено време. Со собствени луѓе кај што никому нема да му одговара кај си бил, зошто си правел и така натаму и така натаму. Чисто едно психолошко, ете, го оставив мобилниот и отидов на водно. Таа партнерска војна постои. Постоела и ќе постои. Колку е честа и колку е може влијае таа на човековото здравје, на машкото здравје, да речеме? Мислам дека е многу честа. И ретки се оние парови кои што се разбираат, кои што си дозволуваат да одвојат време за себе, и едниот и другиот, без да има војна околу тоа. И дури оној пример што го кажавте, не е далеко од вистината, мада би го спуштил на некое несвесно ниво. Може би е обратно, и од мажот према жената некоја нега кога е болна. Меѓутоа, во принцип, често слушам дека жените сакаат многу да бидат ангажирани кога е мажот болен. Не зборувам за тешки болести, туку некоја банална настинка. Тоа на некое несвесно ниво, практично, а може би и не толку несвесно, им дава едно задоволство дека се тука, нивните партнери, дека се врзани. Ми го раскажавте филмот Мизери. Запознатиот писател кој паѓа му ги крши ножите и да сте го гледали. Нешто тука беше малце подруга ситуацијата, тука има патологија. Клиничка патологија, така се шегувам. Потполно разбирливо.
еве отидовме во тие брачни води, па ќе ја шириме ако ми дозволите, нели. Често пати трагањето по љубов завршува со брак. Но љубовта е еден процес на исто така не само на свест и на едни недефинирани чувства, туку и на хемија и на страст која знае со годините да бледе. Потоа таа се приначува во едно пријателство, во еден добар партнерски однос и така натаму и така натаму. Како идат годините, постои едно заситување кај луѓе. Има една психологија, имаме читано една студија дека најголемиот проблем за патување во Вселена е двајца луѓе да ги затвориш изолирани во еден простор каде што не ќе можат еден од друг да се оттргнат. Идело до патолошки состојби. Змиско јајце, Бергман да не ви го објаснувам филмот и слично и така натаму и така натаму. Работата е во тоа што како луѓето треба генерално да се однесуваат, да ги прифаќаат работите. Не може секој да е интелигентен, нема секој да дојде на лекар. А не секој ќе се снајде во ситуација. Но сепак наши успевале некако да се снајде. Дали тоа било нивата, стадото овци, шарпланинците или не знам што. Но во урбаниве средини ние буквално сме во вселенски брод, на пат кон Марс, надвор е вакуум, не смееш да излезеш. Ме разбирате што говорам? Ја малку карикирам да биде позабавно, нели, да не биде многу траорно. И конфликтите остануваат. Конфликтот останува. Нетрпеливоста од ништо се раѓа. Впрочем, многу студии покажале дека луѓето ако немаат свој интимен простор, доаѓа до едно заладување на односите, дури и агресија. Зборам, обучени професионалци, а истото ни се случува и во бракот. Како луѓето да се снајдат во една таква ситуација? Како да го најдат балансот меѓу себе? Сигурно доаѓаат и кај вас со такви проблеми кои им предизвикуваат и висок притисок, несвесни, несоницата, бидејќи нели следно е сакам за несоницата исто така да збориме. Еве во чисто брачните односи ако можеме. Многу е така темава. Доста влезе, доста содржина имаше во ова прашање. Меѓутоа, поентата ми е ова, тргнавме од вселенскиот брод. Сепак, ние сме социјални битија. Подобро е да си со некого. Апсолутно. Па да бидеш 24 низ 7 во кавга и во нетрпеливост, отколку да си сам. Значи, според сите најнови теории, последиците се погубни кога човек е изолиран подолго време. Так. Тоа важи, например, гледаме дека има деца кои што после тоа нормално во возрастниот период на некој друг начин, во некоја сублимирана форма откриваме дека се склони кон самоказнување. Бараат практично на некој начин комуникација. Деца што се единки, што немале со браќа, со сестра, што не се или деца кои што не растеле во хармонична средина. така. Тргнав од историјата на една индивидуа која што ќе дојде, да речеме, кај психијатар или психотерапеут со одредена проблематика и ќе се открие, бидејќи често луѓето доаѓаат не знаејќи што е кај нив незавршено. Доаѓаат со одредена тензија, доаѓаат со депресија, доаѓаат со напнатост, анксиозност, бараат да ги пронајдат причините, идеме историски, со психотерапија причините обично ги наоѓаме во детството. И таму пронаоѓаме дека образецот е практично ист, само појавната форма е различна. Образецот на барање на комуникација, да речеме дете живеело со агресивни родители или агресивен родител. Детето било присутно на семено насилство. Детето било и жртва на семено насилство, меѓутоа ако тоа не е драстично, практично детето уште од тогаш развило потреба повеќе да ја прифаќа таа агресивна комуникација кон него, отколку да биде односот ладен, да биде напуштено и да биде изолирано. Сега потполно ве разбирам. Значи, толку ни е потребна социјализацијата да сме спремни и на жртва
мазохистичка жртва, значи да истрпиме насилство врз себе, само да не Само бидеме да сами. комуницираме. Тоа ни е дадено од, како ќе го кажеме, Тоа е мајка, она како- така сме скроени. Како жените кои трпат семејно насилство само да не биде оставена. Да, го има тој елемент кај нив. Мада може да се зборува и за некои други елементи. Добро? Во крајна линија се слагам, точно. Подобро тоа, отколку они не може да излезат од некоја нивна перцепција за себе дека не се доволно добри. И тоа исто се стекнува во детството. И дека тоа не е свесно кај нив. Меѓутоа, казнувањето е нешто што е потребно. Како се избегнува понатаму таа ситуација ако он ја препозна и побара помош? Може ли да се одбегне? Може ли да се промени таа Апсолутно, состојба? апсолутно. Стварно? Не е тоа веќе запечатено веќе во Не. детството и Не. Мада е многу кораво, да речам, во возрастниот период и се манифестира на сосема друг начин и секогаш постојат така наречени рационализации. Жени кои што се жртви на насилство, секогаш ги наоѓаат начини како да ги оправдаат своите мажи. Они понекогаш се така агресивни, ќе кажат, меѓутоа, вие не сте виделе колку они знаат да бидат добри, они имаат во суштина добра душа и така натаму, а секој втор ден се случува невидена агресија. Меѓутоа, моќта на негирањето, она што го викам, е толку голема кај нив, да они ја прифаќаат улогата на жртва и тоа си има се своја причина, што си ја носат од детството. како се надминува психолошки таа состојба кога ова е веќе семено насилство можеме да идеме во недоглед, тука веќе социјални служби, полиција и така натаму. Но еве збориме за луѓе кои веќе израснали, имаат некакво семејство и веќе имаат некои психосоматски проблеми, несоница, висок притисок, тахикардија, напади на страв и доаѓате до овој резултат. Како се враќаат тие луѓе во нормала после? Дали можат да се вратат во нормала? Значи тоа ве прашав. Го должам тој одговор, да. Се враќаат, не оди тоа преку ноќ. Битно е човек да се реши да влезе во еден психотерапеутски процес, да смени нешто кај себе. Што значи ти психотерапевтски процес? Психотерапевтски процес значи процес, просто ќе кажам, психотерапија е терапија која што подразбира разговор за сопствената психолошка состојба во која што човек се подвргнува на одредена анализа со помош на психотерапевтот, навлегува во некои своји механизми. Класичната психоанализа, например, најдобро го објаснува тоа. Тенденцијата е што повеќе од несвесната психа да влезе во категорија на свесна психа. Да се осознаат оние механизми кои што се фиксирани во детството и потоа потиснати во несвесното, а кои што во возрастниот период повторно се манифестираат низ една друга амбалажа која не е препознатлива. Колку е болен тој процес на соочување со нешто што некој цел живот го закопувал? Колку е... Добро? Па, практично, иако е механизам на одбрана, како што го велиме во психологијата, и ако е механизам на одбрана, зошто го откопуваме? Нели? Механизам на одбрана кој што е штетен. Да речеме, да замислиме, механизам на одбрана би било и алкохолизмот го лечи стресот. И лупусот е, нели, болест која одбранбениот механизам го напаѓа сопственото тело. Јасно. Сега ве разбирам со оваа аналогија. И може би споредбата со алкохолизмот не е класичен механизам на одбрана, меѓутоа е нездрав механизам за справување со стрес. И луѓето прибегнуваат кон него. Дури и свесно знаат дека тоа е штетно, меѓутоа они прибегнуваат кон него. Тоа е нивниот начин да се смират. Во тој момент да го прегрми денот. Па понатаму како ќе го спомнавте лупусот. Се вративме бевме кај механизмите на одбрана кои што се штетни, меѓутоа по инерција ги задржуваме. Добро. Доаѓа до еден момент кога човек сваќа дека веќе не може. И сваќа дека проблемот е произлегува од него, а не од околината. И тогаш се бара решава помош. за психотерапија. Така.
тргнавме со тоа да објасниме што е психотерапија. Психотерапија е терапија со разговор во која што практично се открива тие механизми. И има ефект, а ефектот е просто кажано во тоа човек да не се само сожалува и да не се перцепира како некој кој што не е доволно добар и кој што мора да го штити светот од себе самиот, како што велиме ние. Туку да си ја поврати само до вербата, да биде уверен дека ги има вредностите кои што ги има и сите ние ги имаме, само што не сака да ги види. И тогаш настанува промена и во односите со луѓето и во изборите кои што човек ги прави. Една жена, ако ги осознае своите механизми на тоа да има потреба да биде жртва, кога ќе го надмине тоа, кога ќе се справи со тоа и кога кај неа ќе настане промена, сега велам жена, може да биде и маж, тогаш сигурно нема веќе да биде во таков однос со сопствениот сопруг или партнер и понатаму, ако престане да биде во однос со него, нема ни да ги прави тие избори кои што се некој образец, да речеме. Нема да има страв да направи исчекор во животот. Да речеме така. Да ја прекине таа нема заедница. Да прави штетни избори за себе, така, како што правела до сега. Зашто штетните избори не се согледуваат само во изборот на партнерот. Дали само со соочувањето на собствените стравови, многу фројдовски ми звучи, бидејќи Фројд, ако не се лажам, он прв ги согледа дека соочувањето со собствените стравови е првиот чекор кон лекување. Точно. Тоа е многу болен процес да се соочиш со собствениот страв од она што не можеш да го гледаш. Дали тоа било кога си бил малтретиран, сексуално злоставуван, смртта на родител, смртта на близок, да се присетиш на некоја сцена која намерно се избришал затоа што е страшно болно. Тоа е многу тежок процес. Како изгледа тоа? Дали е тоа еден одреден момент како која ќе се случи, па бурето ќе се испушти, или тоа е постепено како се отвара, па повеќе и станува појасно? Дали е драматична таа ситуација на конечното согледување со изворот на проблемот? И да и не. Понекогаш да, понекогаш не. Некогаш она што го викаме аха доживување. Отвара едно широко поле на свесност кое што до тогаш не постоело кај човек, ама тоа не е неминовно соочување со страв, туку е, да речеме, увид во нешто што ние го правиме, а до тој одреден момент не сме биле свесни дека го правиме. Соочувањето со стравот, од друга страна, е нешто што не само од Фројд, меѓутоа, ајде да почнеме од Фројд, се до денешен ден се провлекува ни сите психотерапеутски методи како нешто што е неопходно. Мораме да го видиме непријател, да речеме. Значи, цело време ми зборите дека ние мора да бидеме храбри, да си ја најдеме храброста во себе. Мора. Значи, поентата е оваа. Што повеќе го правиш она од што се плашиш, и често ја повторувам во разговорите со пациентите, тоа помалку се плашиш од тоа. Затоа што нема пострашно нешто од она што ќе ти го сервира твојата фантазија. Многу сте во прав. Но, добро, понекогаш гледам, сега имаше една изложба на пајаци и луѓе ми признава, вика, слушај, имав страшен страв од пајаци и иде, вика, држав тарантула во рака и, вика, го надминав стравот. А ја вака го размислам, викам, ја никогаш нема да го направам, бидејќи сметам дека стравот од пајаци е добар страв. Кој може живот да ти спаси. Ја не гледам каква потреба да го надминам стравот. Стравот, не секој страв е нездрав страв. Стравот имаме во нашиот биос, во нашите инстинкти за да се заштитиме. Апсолутно. Ние не треба да се почувствуваме дека сме супермени и никој ништо не ми може, нели? И ќе скокаме после од згради, идеме во друга крајност. Се враќам на нешто што го спомнавте пред малку. Рековте, не се сеќавам точно која беше содржината, меѓутоа актуелна ситуација на реален страв. Кога имаме опасност, така, која што е реална. Така. И го спомнавте адреналинот. Истиот механизам е и кај, тоа ќе го наречеме акутен стрес. Истиот механизам е и кај хроничниот стрес, кој што од друга страна
не подразбира дека ние имаме реална опасност околу нас. Туку дека ние оние личности кои што се скроени карактерно така, уште од детството, да бидат понапнати, да имаат еден тонус поголем, да им работи повеќе адреналинот, тие постојано си го создаваат сами стресот. Значи, тој... Зависници од адреналин, овие збориш, овие што се Daredevil или така... Зависниците од адреналин... Дали разбирам добро за кои типови на личности збориш? Сега ќе се договориме. Зависниците од адреналин практично влегуваат во ситуации кои што се реално опасни и мислам дека на тој начин они си ги задоволуваат тие потреби за повеќе адреналин и со тоа не си прават толку штета колку оние кои што не кај кои што постои адреналинот, меѓутоа не е прифатлив за нив самите. Не разбирам. Например, постојат така наречени личности тип А. За разлика од тип Б, тоа е една поделба која што е направена во 60-тите, 70-тите во Соединетите Амерички држави. Тип А личности се прогласени за личности кои што се склони кон стрес. Хиперсовесни, преамбициозни, преобсесивни, сакаат се да е подредено, контролирачки типови, кои што се ворхохолици, кои што секогаш земаат на себе повеќе од она што може да го постигнат. Секогаш прифаќаат, никогаш не знаат да кажат не, никогаш не знаат да кажат јас денеска ќе одморам па ќе го одложам ова за утре. И разните учебници по менаџмент практично тесно гледо пропагираат правило, сето она што можеш да го одложиш за сето она што можеш да го направиш денес, не го одлагај за утре. На личностите, како што ги опишав, јас им го кажам сосема спротивното. За компанијата, но не и за тоа е корист за компанијата, но не и за личноста. Али тоа е во амбалажа завиткано, така сте организирани и нема да имате стрес да ви се наталожуваат работи утре. Јутоа јас им велам, за да останете живи, одете по на црногорската, да ја кажеме. Се што можеш да одложиш за утре, не го прави денеска. Тоа не важи за сите, меѓутоа за оние кои што се постојано со еден поголем тонус. Значи, можат да си дозволат и тоа нема да влијае на нивната работа. Апропо, правени се истражувања, споредени две групи во кои што едната група работи само стриктно одредено работно време колку што е и одредено, а другата презема активности повеќе од тоа за да постигне повеќе и секако е покажано, ќе можете и да предпоставите дека се поефикасни оние кои што одвојуваат време и надвор од работата. Се одвојуваат од она што е обврската секојдневна на работата. Значи, поентата е... Значи, оние што не се фанатично посветени имаат повеќе успех во работата од оние што 24 сата се посветени на стресот, на тоа да се успее за екзистенција, за преживување, одошто оние олабавени. Тоа е оно одговорот кој ќе го видиме, види го овој баш му е гајле, а поуспешен од мене. А јас се утепав у грч, па паѓам по ова, по она, па се разволев и 300 чуда. Значи, малце треба по-кул човек да е во животот. Точно, апсолутно. Меѓутоа и тука има една замка која рековте фанатично посветени. Ако се вистински фанатично посветени, тогаш они не се во конфликт сами со себе. Така. Како беше она, ако го сакаш тоа што го работиш, тогаш не е работа. Тогаш не е работа. Така да они можат да работат 24 часа. Така. Проблемот е чувствува задоволство секогаш. Точно. Проблемот е кога го чувствуваме како наметнато, како обврска. Кога ќе си кажеме зошто сега и ова, зошто ме снајде ова и уште и ова треба да го завршам. И го работиме со тензија. Тогаш тоа не е фанатично посветување, туку е тоа неуротично посветување на работата. Кажете ми, ајде да се префрлиме малце друго, бидејќи работите во клиничка болница. Дали дел од процесот на лечење имате кај оние
пациенти кои се соочуваат со животно загрозувачка состојба, например срцеви болесници кои треба да дојдат, дали ве викаат ургентно, разговарате, како се надминуваат такви тешки состојби или подготовка за операција, што многумина, гледам дека една од најбитните работи е подготовката психолошка пред операција, заедно со вашите колеги пред да му се даде опојката, е многу поважно од што самата операција. Бидејќи вашите колеги ми рекле, ние знаеме што да оперираме. Туку проблемот е дали ќе се разбуди, дали он психички јак, дали ќе се... Како ги решавате тие работи, бидејќи секој човек е различна приказна? Прво, примарната улога... Заедно со анестезиологот зборам. Да, примарната улога на еден психијатар во клиничка болница од овој тип, како што е Аџибадем Систина, е да се бави со проблемите на така наречените внатрешни пациенти, оние кои што се кои што се дојдени за одредени интервенции во самата болница. Спомнавте неколку групи на пациенти. Оние што доаѓаат поради кардиолошки, кардиохируршки проблеми. Оние што се подвргнуваат на најразлични операции. Зборуваме за луѓе кои што доаѓаат за третман на тешки болести, за третман на карциноми и така натаму. Сите тие носат со себе одредена тензија врзана за состојбите, за сопствената здравствена состојба. Тука е лиезон психијатарот, што значи сега употребуваме еден термин кој што е термин устален и се употребува за психијатри кои што работат во големи општи болници. Тоа се консултанти, а лиезон би значило врска помеѓу соматското и психичкото. Консултациите одат во правец да се намали стравот, да се подготовки пред пораѓање, советување откако ќе се случи пораѓањето, а многу често постпородилни психички проблеми, депресии се јавуваат и психози. Како машко ова ми е малку непозната тема, добро? Пораѓањето е стрес. Пораѓањето е голем стрес за жените. Ние не го знаеме тоа. Дури и за мажите, меѓутоа далеко е да се споредува едно со друго. Како викаше Црногорецот, да биде керка, за да не се мучи кој керање кој ја вика. Шега на страна со мустаќите, драго ми е што... дали се соочувате, например, во секоја болница секогаш се случува, животот конечно има крај, терминално болни, дали се соочувате со такви случаи? Да. Како се носите со нив? Како ги упатувате? Што ги советувате тие луѓе? Крајот е неминовен, тоа знаеме, сите ќе ни дојде. Но сите го одлагаме, го пикаме во некоја фиока таму, не го размислуваме, бидејќи ќе смета во секојдневицата. Но кога ќе дојдеме, кога ќе се соочиме, тогаш е вистински кармакаш. Тогаш се соочуваме колку сме биле силни или слаби, со вера или без вера, со посветеност, со страв или со храброст? Многу тешко прашање. Лично можам да ви одговорам. Сум се консултирал или со колеги со кои што комуницирам, кои што работат во болници надвор од Македонија, во вакви големи болници, на истата оваа работа како и јас. Истиот одговор сум го добил. Секогаш се прави индивидуална проценка. Ако спроти мене имам човек кој што е свесен за тоа што му се случува, јасно му е комплетно. Знае од прилика што го чека, тогаш од моја страна не може да добие некои лажни надежи, нити некои тешења. Едноставно јас сум тука да поразговарам со него за она што, и тоа му го нудам, што би сакал он да го разговара со мене и евентуално дали би сакал воопшто да разговара. А што најчесто го разговараат? Дали боли? Не е проблем смртта, проблем е агонијата. Јас сакам, без разлика што ја му нудам тоа, сакам да разговарам повеќе за нивниот живот. Сакам да ги запознам. И верувајте, тоа е нешто што им дава надеж. Надеж каква? Надеж... Но што ќе ти ја надеж ако веќе си во терминална фаза и треба да заминеш?
Надежта е, ние не знаеме кај заминуваме. Аха, браво. Браво, докторе. Надежта е некоја транзиција и јас велам, многу е контрадикторно. Смртта е дел од животот. Меѓутоа не знаеме каде одиме. И ние не ни разговараме за такви теми. Меѓутоа, кога човек поминува ни својот живот со некого, кога тие сеќавања повторно излегуваат на површина, верувате, можам да препознавам како човекот се смирува. Стварно. Значи, имаат потреба да ги евоцираат своите спомени, да евоцираат каков им бил животот? Мислам да. Тоа не е лесно вие што го правите. Не е лесно воопшто да слушаш нечив живот на непознат човек при терминална фаза. Како вие па се носите со Многу е тешко да се направи една граница, многу е тешко да се одвоиш. Во класичната психотерапија ние велиме треба да се има емпатија, меѓутоа да не се сочувствува со пациентот. Меѓутоа во класичната психотерапија ние пациентите ги учиме како да го подобрат својот живот. Да речеме така просто. Овде е нешто друго, она што го спомнавте вие. Ако човекот е свесен дека за кусо време ќе заврши неговиот живот. Меѓутоа не го доврши во на другото. Уште потешко е да се разговара со луѓе кои што имаат надеж, а науката вели дека тоа не е реално. Тука е многу комплицирано како да се пристапи. Не смееш да лажеш? Како да се пристапи, точно, да не се биде лицемерен, да се каже да се каже вистината, не мислам суровата вистина, меѓутоа да бидеш искрен. Тоа е нешто што го подготвувам однапред. Прво се запознавам со тоа со кого би разговарал и се повлекувам и се трудам да најдам начин како да пристапам да тоа не биде лажење од една страна, ама во интерес на самиот пациент, зашто не секој сака да дознае што се случува со него, да се обидам да му помогнам. Што има најголемиот страф во тие мигови? Постои ли страф воопшто? Што он сака да разговара, вие го наведувате да разговара за животот. Но тој откако ќе го наведете, он веќе се смирува. Што е... И не е така едноставно, али да кажем. Предпоставувам каков процес на газење по памук е тоа. Не ни можам да замислам каква е таа ситуација. Луѓе кои за свој најблиски од фамилија не може тоа да се соочат, не па за непознат човек, па дури да е професионална обврска. Рековте, цел живот е стравови. И стравот од смртта е еден движечки кој не движи. Но на крај кога ќе се соочиме, како се манифестира тој страв? Што со тој страв? Парализирали, уништували, болили, стравот од болка, стравот од агонија? Постепено човек си наоѓа некој механизам да го не секој. Да го смири. Ако не го смири диазепам? Ако не го смири, многу тешко ќе го смири диазепам и некој многу појак медикамент, ќе го смири само помирувањето со состојбата. Еден познат автор во психотерапијата, Виктор Франкл, кој што починал, преживел и концентрационен логор. И не сакам сега да ја ширам приказката за неговата биографија, меѓутоа он работел со пациенти кои што биле во, да речам, ваква тешка, да не речам, терминална состојба. И читам како често ги соочува со тоа дали би го менувале, а тоа е во склад со она што го кажав за нивниот живот. Дали би го прашањето негово е дали би го менувале вашиот живот за нечи друг? Секогаш одговорот е не.
И тоа е она што му дава мир на човек. Инаку, прашањето за стравот, тоа е паника која што и не се изразува со некоја свесна содржина врзана за болеста. Туку едноставно човек влегува во еден немир. Тој немир треба да се смири. Постапно треба да се донесе до точка во која што тој ќе биде помирен со тоа дека можеби он има тешка болест, меѓутоа тоа не значи дека за мене е вулгарно кога ќе каже лекарот имаш уште 3 месеци живот или имаш уште 6. Никој не го знае тоа. Има случаи кога имало ремисии а било прогласено за безнадежно, може би биле поретки, меѓутоа има случаи кога тоа траело многу подолго. Докторе, ќе направиме сега една кратка пауза, па ќе го продолжиме разговорот за стресот, за секојдневниот стрес, оно што па и не само оној интимен, внатрешен, за кој исто така ќе разговараме како што се нападите за паника, туку и овие што случувањата, терористички напади, политичка несигурност и сето тоа. Го продолжуваме разговорот со доктор Владимир Ортаков. Одиме за стресот, малку повеќе би сакал да разговарам и она што го предизвикува. Освен оние интимни работи, стресот го предизвикуваат и надворешни фактори, до толку разбравме, но колку може да влијаат факторите во кои човекот дефинитивно и не чувство, има чувство дека најмалку може да влијае. Тоа се политички фактори, немири по улици, терористички напади и нешто слично. Македонија во изминативе години како да е во една висока пресија. Се случуваат бомби, па се олабавува, па доаѓа бегалска криза, па се олабавува, па терористички напади, па се олабавува. Дали тоа приметувате, дали влијае врз луѓето, дали ги чувствувате тие бранови, дали колку може да биде тоа погубно по човековата психа, по неговото психичко здравје? Апсолутно. Сите овие работи што ги набројавте се така наречени стресогени фактори или стресори. Стресот го дефинираме како реакција на дразби што доаѓаат од надвор или од внатре, биолошки, физички, социјални, и овие се во сферата на социјалните. Ние сме бомбардирани практично со информации кои што не кондиционираат, да речам, негативно. Бидејќи цело црната хроника владее. Лошата вест е добра вест. За убиства, слушаме за работи кои што се неповолни, неубави, за трагедии, слушаме за потенцијални опасности од големи размери. Тоа не може човек да го остави равнодушен. Тоа секако е фактор кој што допринесува стрес. Ама не само тоа. Ние во секојдневниот живот, она што веќе малку и го начнавме, се соочуваме со екзистенцијалниот стрес, прво да речам. Економското ниво, економските стандардот економски на народот просечен и е прилично низок. Тоа е еден стресоген фактор кој што е многу значаен. Друго, има стрес кој што личностите практично се приемчиви да го примат, а стресот не зависи само од стресогениот фактор, од стресорот, туку и од личноста. Значи, зборуваме, тие два фактори се битни за да се случи она што ние го викаме стрес. Личноста е она што го личностите кои што се склони кон стрес се она што го опишав како тип А. Не е тоа некоја научна поделба на тип А и тип Б, меѓутоа тоа е поделба која е вака доста сликовита за да опише каква карактерна структура е со својот хиперсензитивитет погодно тло да навлече стрес. И стресот е опасен кога ние самите си го наметнуваме. Кога очекуваме од себе повеќе, кога ни е тешко практично тоа да го оствариме, меѓутоа сепак се нафаќаме тоа да го оствариме.
Она што понатаму следи е да кажам дека стресот се манифестира на најразлични начини. Емотивно го доживуваме можеме да го видиме низ раздразливост, депресивни периоди, страв. Паничните напади се исто резултат на стрес. Некогаш не е тоа видливо, некогаш не е тоа препознатливо, не може да се поврзе, меѓутоа секогаш кога ќе дојде пациент со панични напади, се трудам да пронајдеме кога настанал тој тригер, кога се откочил моментот кога така наречениот вегетативен или автономен нервен систем, а тоа е системот кој што не е под дејство директно на нашата волја, и тоа е системот кој што ги нервира срцето, дишните патишта, органите за варење. Реагира, молам? Ја би сакал малку да се задржиме на ова. Ја имам разговарано на времето со еден ваш колега, реномираниот доктор Чичев, кој велеше дека тоа не е болест, туку е состојба која човек ја надминува. Стекнува еден имунитет како возење точек и состојба која може да се повтори во животот, но многу по-добро се носи со неја, колку посвесен. Факт е дека владее вистинска епидемија на паничен страв, безразложен, безпричински. Луѓето многу тешко се отвараат за тоа меѓу себе. Обично ние си имаме некоја психотерапија, ќе седнеме, ќе се видиме со муабетот, ќе се израскажеме ја мојот живот, ти твојот живот. Па види, мене ми е добро, види овој колку зубови заглавил и нешто ни олеснува. Таа комуникација олеснува. Тоа е точно. Но се потешко се отвараме за поинтимни работи. Особено паничните. Ја мислам дека луѓе се поспремни да разговараат за собствената импотенција или фригидност кај жените, одошто да разговараат за своите напади со страв. Бидејќи, прво, зошто е тоа така и зошто олкава епидемија? Значи, избориме деца, мажи, жени, од сите возрасти, вистинска епидемија. Ја се разговарав со неколку ваши колеги, поразителни податоци. Велат дека од 10 пациенти 8 им се со панични напади. Што се случува? Што е работава? Од каде произлегува се во ова? Манифестацијата е со такикардии, со неможност за излегување надвор, дали знаете и други симптоми кои се случува и како се третира? Апсолутно. Едно е да зборуваме за паничните напади и ќе зборуваме за тоа, а стресот практично, сите можни симптоми што можете да ги замислите, може да ги пројави. Прво, од областа на емоциите, како што кажав. Телесни симптоми. А тие влегуваат и тука се поклопуваат некако со симптомите на паничните напади, меѓутоа не целосно, бидејќи едниот дел е од областа на овој вегетативен нервен систем. Се јавуваат тахикардии како израз на анксиозност, се јавуваат грчеви во желудецот, се јавуваат психосоматски болести од типот на бронхијална астма, од типот на чир на желудецот, од типот на иритабилен колон, со постојани диареи, апсолутно. Се вели 95% дека од луѓето кои што страдаат од покачен крвен притисок, страдаат на стресогена основа, тој покачен крвен притисок. Што доволно доказ е, ако се напијат еден диазепам од 2 милиграма, притисокот им паѓа и тоа им кажува дека вознемирен си. Најди начин да се смириш. Точно. Значи, често притисокот се смирува сега не сакам да навлегувам во сферата на хемијата, меѓутоа не со оние класични лекови за диуретици, да речеме, или друг тип на лекови за покачен притисок кои што ги шират крвните садови, туку едноставно со седативи. Не е ова сега реклама за седативите. Апсолутно. Меѓутоа, тоа е индикатор дека човекот е во тензија. Дека не е физички болен, дека е овдека е целата работа. Апсолутно. Друго, значи се случуваат и со тек на време и потешки проблеми во стресот, покрај адреналинот од надбобрежната жлезда, се влачи и хормонот така наречениот кортизол,
од кортексот, од кората на надбрежната жлезда. И тој хормон го намалува имунитетот. Тој хормон е хормон кој што ја намалува и воспалителната реакција, а со тоа го намалува и имунитетот. И ако подолгорочно одиме со една стресогена ситуација, доаѓа до фаза на исцрпеност. Значи, класично, фазите на стресот се фаза на аларм, првичната, кога се среќаваме со една ситуација која што ни го ремети балансот внатрешен и за која што ние треба да најдеме механизми на адаптација. Потоа настапува фаза на така наречен отпор, кога организмот е некако прилагоден на тој стрес, меѓутоа пак функционира со, да го кажам со еден електричарски термин, по висок биоелектричен напон. И нормално тој бара тој напон исцрпува. Третата фаза е фаза на исцрпеност, кога паѓаат силите и кога се манифестираат болести. А што се однесува до паничните напади? Паничните напади во самото нивно случување се само врвот на сантата мраз, што ја викаме анксиозност. Значи, тој биоелектричен тонус, да го наречам, постои перманентно и тоа е за мене една фаза од паничното расстройство, а друга фаза би бил самиот напад кога практично доаѓа до празнење на тој биоелектричен напон. Еднаш треба да дојде до такво празнење. Вистинска експлозија. Верила дека и кардиолозите велат дека добиваат ситуација каде што многу висок крвен притисок, од чукувања преку 120, 140 до 160, што значи дури и животно загрозувачка состојба се доаѓа, која мора да се пресече дури и со некои радикални мерки. Па, што се однесува до паничните напади, не можам тука да се сложам, затоа што може би ќе оди некојаш тахикардијата до 160, меѓутоа таа не е опасна тахикардија. Самиот паничен напад не го загрозил толку човековото, не сакам сега да ги плашам луѓето, толку човековото здравје. Самиот паничен напад е најнепријатното чувство. Јас сум негативниот умуаветов, докторе. Ме разбирате, јас зборам крајната негативност, а вие очекувам да пружите некоја надеж дека човек може да се носи со сето тоа. Апсолутно. И начинот на кој што јас работам со оваа проблематика е практично еден вид парадоксна интенција. Парадоксна интенција. Значи, тоа би било да си дадеш ментална наредба, не да го контролираш нападот кој ќе ти се јави, туку да го појачаш. Што се случува во тој момент? Да ги значи апсолутно прифаќање прво на тоа. Да го прифатиш, да го пропуштиш низ себе. Вау. Тоа е едната димензија. Втората е со оној мал прозорец од свеста кој што ти останува. Да, браво. Пред да мислиш дека ќе паднеш во несвест. Прво, апропо, никој не е паднал во несвест од паничен напад, никој не е умрел, никој не изгубил контрола или полудел, а тоа се стравовите во паничниот напад секогаш. И им велам на пациентите, направете го тоа кога ќе се случи паничниот напад, поготово стравот е пред публика, пред аудиториум, пред луѓе, да не ме препознат, да не ме видат. Им велам да вежбаат специјално да одат во гужви и со намера не да не им се случи паничен напад да го исконтролираат, туку да си дадат наредба, тоа е парадоксната интенција, да го доживеат паничниот напад. Значи, се плашиш од змија, не да држи змија, у дувлото да влезеш. Сега ја претерувам малку, но затоа што тука имаме реална опасност. Да, реално, добро, се шегувам јас, извинувам, малку карикирам. Да го кажеме така. Буквално од најстрашното, иако тие стравови се претежно ирационални, некоја агрофобија, нешто страв од висина, од лифте, безвезно нешто, или како вика, повторно ќе го цитирам Фројд, вика, човештвото цел живот го минува во мелиорација. Тоа копа канали само да ги заобиколи собствените стравови наместо да иде праволиниски и да се соочи со нив и да продолжи, затоа што го кочат. Губиме многу време и психичка енергија, затоа изборам.
луѓе ги гледам имаат проблем. Има проблем, не можам, не ми се искача, па иде некоја ги приметувам дури луѓе кои имаат панични такви стравови, фобии, Тоа е дека склоност кон повлекувачко однесување. Да, повлекувачко однесување. Тоа е од секундарна природа, од второстепена природа, да речем. Знаете која терапија? Ја до сега сум имал неколку разговори во емисијава, сум обидел да, ама вистинско просветление е ова, вие што го кажавте, рецептов, значи, дури да си ги појачаш, да ги засилиш симптомите и да отидеш во уште поголема гужва, бидејќи нели секојаш е стравот друг да не те примети дека ти си во некоја состојба, стравот од не знам, кој е тој ирационален страв, предпоставам страв од смрт. Од смрт или од паѓање во несвест. Паѓање во несвест. Меѓутоа, И што во тој момент, значи, кога ќе се соочат, кога ќе отиде во тоа, кога ќе го направи тоа, што тогаш? Се пресекува една алка од ланецот која што се вика паника надоградена. Значи, тоа е, да го наречеме синџир од кој што се состои од прво, почетно, меѓутоа тоа иде со ракетна брзина, не иде така едно по друго. Да, за пола саат, 2 сати ќе се случи така. Ходи во 2 секунди, како гром од ведро небо доаѓа паничниот напад. Прво се детектира известна вегетативна акција и таа на себе надоградува паника. Што ми се случува? Паниката сама по себе симптомите ги појачува. И така натаму. Симптомите појачани уште повеќе долеваат паника. Ние стално надградуваме со паника. Ако го пресечеме во еден момент овој ланец, состојбата почнува да се смирува. Но, бидејќи паничните стравови ги гледате дека се повеќе не се јавуваат само кај мажи средновечни кои се или помлади мажи и така натаму, има и деца, има и постари. Па најчесто се јавуваат во младиот период. Стварно? Најчесто почнуваат на 20 во 20. Што зборите? Неверојатно. Неверојатно. Зошто? Ова е вистинска епидемија. Што се случува? Можам само да нагаѓам. Тука застанав затоа што го немам одговорот на вистина. Предпоставувам дека психологијата како наука и психијатријата ги бараат, идете на семинари и ова е сигурно тера инкогнита и за вашите колеги. Веројатно преоптеретено. Сега ќе навлеземе во тема на генерациите, како се развива. Дали е ова карактеристика за нашата генерација или ова карактеристика за човештвото? Би рекол дека е карактеристика за нашата генерација. Повеќе. Тоа не значи дека во времето на Фројд не се случувале паничните напади. И кога сме веќе кај него, морам да го кажам ова, неговата теорија за анксиозноста, која што е исклучиво сексуална, без паника, апсолутно за него, меѓутоа сексуалноста е во сите сфери во неговите невротски поделби. Да, што е малце претерано, да речеме. Може би, меѓутоа не можам да кажам и дека нема тука и вистина. Неговата теорија за луѓе кои што страдаат од панични напади е дека паничните напади се практично замена за оргазам, замена за недоволна сексуална активност. Ние не мораме да го прифатиме тоа така, меѓутоа можеме да го прифатиме како факт дека луѓе кои што се незадоволни, кои што ја губат смислата во еден момент, влегуваат во криза и тогаш тригерот, тогаш провокацијскиот фактор е практично оној кој што почнува да го откочува тоа панично расстройство. Затоа и кога ќе се вратиме на хемијата, на лековите, прва линија, како што велиме ние, во медицината и во психијатријата, на третман на паничен напад, а зборуваме за медикаменти, нормално се лечи со медикаменти и психотерапија, се антидепресивите. Ќе кажете зашто антидепресиви? Депресијата е нешто даун, а ова е со возбуда, со нервоза, а депресијата е нешто што те повлекува во темница, даун си, ти паѓа притисок, нерасположен си, не се. Овде си хиперактивен, овде кај е експлозија вистинска. Точно. Али они одат рака под рака. На вистина. Сега,
тука доаѓаме до тоа Каков сложен процес е ова. кокошката и Или јајцето. јајцето, кој е прв? Меѓутоа, На крај не е ни важно. кога човек е задоволен од животот, кога се чувствува исполнет. Значи, не мора да биде таа исполнетост врзана за нешто материјално. Често ние викаме на тоа скаливо се такмичиме. Кога човек е окей сам со себе, да кажеме така, многу се мали шансите или никакви тој да развива панични напади, да има анксиозност. Многу интересно. Спомнавме една личност, немам се ја спомнаме сега, со која сте учеле, ви бил соученик. Мене близко иста. Да. Беше во една тешка ситуација, еднаш отидов да го посетам. Не физички, чисто животот многу го клатеше. И го прашувам, викам, како издржуваш? Викам, све ова, значи, ја му ја слушам приказната, значи, ми се отвара човекот. И стварно една тешка состојба. Викам, како не полудеш, бе? Викам, како издржиш? Вика, научи, вика, една финта, вика, се спушта многу на примално. Интелигентен човек, го знаеш. А имал ситуација некоја? Значи, животна ситуација, материјална, емоционална, све, едноставно све се руши, ништо не може да преземе. Едноставно се помирува со све. Не можам да влијам и go with the flow. Но, века, легнувам, века, и пред заспивање. Зошто мирно спијам, века? Затоа што, века, неколку работи ми се задоволени. Не сум гладен, имам кров над глава и нема животно у околина што е спремно да ми изеде. Што значи сите примални, основни потреби мои се задоволени. Со све друго е минлива работа. Ја викам, како успеа, значи тоа е малце треба една мантра психолошка, човек да се праша колку ти е доволно. Има последниот хит на New Order, новиот албум, How Much Is Enough. Има песната Хите, вистински. Значи, човек која ќе се праша во една крајно тешка ситуација, колку ти е доволно, ако си ги даеш искрените разговори, лесно ќе можеш да кажеш, па мене не ми е така лошо. Интересна работа да ве прашам. Вие, покрај тоа што сте неуропсихијатар, гледам пар екселанс, и ви честитам, драго ми е мене прв пат што сте тука и ме одушевувате со неколку работи, овдека се вистинско просветление. Вие исто така често пати патувате и пред да дојдете го одлагавме ова подолго, бевте 10 дена отсатни. Многу интересно е тоа каде патувате и зошто патувате. Може ли малце за ова да кажеме, па ќе се преклопи некако оваа приказнава со ова што го работите плюс? Значи, подолги години сум активен во сферата на човековите права. Човекови права конкретно врзани за лица затворени во институции против своја волја, а тука се затвори, полициски станици, психијатриски болници. И се пошегував со вас и реков, јас сум можеби рекордер, не сум сигурен, може има и некој повеќе, по бројот на затвори во светот во кој што имам влезен. Повеќе од 10 години сум во ова поле. Од 2004 бев член на комитет, еден комитет се нарекува комитет за превенција на тортура на лица затворени во затвори и на лица кои што се лишени од слобода, така слободно да го кажам насловот на името на комитетот, кој што е комитет од Советот на Европа. И откако заврши мојот мандат во 2011 година, повремено сум ангажиран на истата проблематика. Воглавно ми е тоа проблематика организирање на здравствени служби во затворите. Во моментот бев во Ерменија, таму сега има еден проект за организирање на затворски служби. И покрај другите професионални профили, а и покрај другите медицински професионални профили, нормално им треба и психијатер, кој што ќе ја организира службата за ментално здравје. Така да, тоа е едно поле во кое што сум долго време и кое што е поле кое што на вистина ме исполнува.
Таму се сретнувате конкретно со затворениците, разговарате со нив. Да. Така. Да. Така. Какви се условите и за да едноставно се залагате За да им се нивна... подобрат нивните Да. услови, за да им се подобри животот тамо. Но како невропсихијатар, апропо на сево ова стравови, стресови, панични, ете тие луѓе се лишени од се и се што. Но имаат основата. Имаат храна, имаат кров над глава и една минимална безбедност. Дали има таму луѓе кои можат едноставно и го преживуваат тој живот? Во каква состојба? Дали се тие, да речем, делумно среќни? Дали имаат една нормален живот? Дали успеваат да најдат некаков еквилибриум, да имаат едни нормални емоции? Тоа е една тешка ситуација. Но дали е возможно и во таква ситуација? Сега да не идам ла Долче Вита или да идам ла Бела Вита на Бенини филмот во концлогор каде што правеше циркузијада. Вита е бела. Вита е бела, се извинувам. Да. Вита е бела. Многу добар филм. Ау, фантастичен филм. Се ежам сега што го спомнав. Само, знаете, оти цело време збориме колку е слаба човековата психа, а во суштина колку е јак човекот. Овие други примери. Тој филм ме трогна, ќе се вратиме, идеме малце во дигресија. На вистина главниот лик покажува една извонредна снага. Извонредна снага. Што се однесува до луѓето кои што се затвори, не само затвори, добро, душевните болници да ги оставиме на страна, бидејќи претежно таму би требало да престојуваат луѓе кои што немаат увид во сопствената состојба. Меѓутоа, во затворите можете да најдете луѓе од двете крајности и помеѓу двете крајности. Едната крајност е јасна. Кои што навлегуваат во депресија, кои што не можат да го прифатат тој начин на живот. Од друга страна, и се зависи какви се условите во затворите. Например, имаме супер модерни затвори во кои што практично имате паралелна ситуација како во слободниот свет, да речем. Со сето она што го добивате Норвешка, во слободниот Шведска, да речеме. Норвешка ја погодивте. Да. Скандинавските држави, во Холандија имам видено такви затвори. И како домашен притвор е тоа, со сите лагодности, едноставно не шеташ слободно низ град, е тоа. Ограничено ценот и движењето. Меѓутоа со целиот луксус. Ги имаат сите можности за социализација, за разни ангажмани, имаат спортски активности, имаат свој кели или соби, како ќе ги наречеме, каде што се сами, за да имаат своја интима, меѓутоа имаат можности да комуницираат и дури преку интернет на некои им е дозволено, на некои им е ограничен интернетот до одреден степен заради одредени околности и така натаму. Не сакам да фалам сега дека треба да во затвори да живееме. Меѓутоа реалити шоу од затвори ни треба доволно има. Луѓе се прилагодуваат. Ќе ви кажам една работа која што е веројатно врзана за ова. Пред 15-16 години започнав како консултант психијатар во нашите два големи затвори. Идризово и Шутово Ризари, истражниот затвор Скопје. И во Идризово поготово се сретнав со еден многу интересен феномен кај лица кои што подолго време престојувале во затвор, се прилагодиле на тој живот и кои што развиваа силна напнатост 2-3 месеци пред да бидат отпуштени, пред да им заврши казната затвор. Стравот на соочување со надворешниот свет. Овде го нашол еквилибриумот. Како ќе се вклопат во надворешниот свет, дали ќе подлегнат на некои нови искушенија, дали таму ќе ги дочек. Не знам што се случуваше во нивните глави. Докторе, се смеам, знаете зашто? Ние сме генерација што служеше во војска во ЈНА. И си одиме сега 80-та година, негде ка 82-та, служев аеродром Батајница и свиркам жив, среќен, си одиме. Цела генерација, како дојдовме, пакуваме, ово, она, бидејќи војската и на некој начин ние ја доживувавме на 18 години како затвор. Не ја капиравме онака како што треба. И сега ние среќни, ја негде ка предпоследен не стану, и едно пријателче мое, седното, ако наведното, целото, насолзен,
Викам, што ти е, бе? Викам да не му се случува нешто, да не у последен момент, вика. Не бе, вика, добар сум, не, ништо, иди си, вика. Не бе, викам, кажи оно што е, вика, проблем. А бе, вика, вие се радувате што си одите, вика. Идете си се враќате дома. Ја, вика, прв пат у живот, вика, видов 3 оброка дневно. Топла спална. Волци не ме јадат. Тој кутри одживеал некој сиромашен тежок живот на планина каде што условите. Топла вода не видел во живот, вика. Ове за мене живот, вика, ја не ми се враќа, вика. Исто ово што го кажувате со затворениците, често пати како сме го гледале и читале како стории каде што луѓе кои поминале доживотно па ги помилувале на 70 години, едноставно неќе да излезе. Останува таму. Или Walking Dead, ако ја гледаш серијата. Dead Man Walking, ја. Walking Dead, година дена каде беа најсигурни во затвор. А не знам за серија, имаше еден филм Dead Man Walking, ама сега не се Dead Man Walking, да, тоа е друго, али не се сеќавам на содржината. Чудно е тоа како човек се адаптира на такви. Ние сме суштества кои што имаме моќ на адаптација и тоа ни е дадено. Можеме ли да ги надминеме сиве овие работи? Велите, еве да резимираме неколку работи. Велите, прво соочување и со соочувањето доаѓа надминување на истата состојба. Кога не можеш да ја надминеш состојбата, најдобро е да побараш помош, кога гледаш дека веќе немаш контрола, да побараш помош. Да. Разговорот, па и некоја мала хемија ќе помогне во тој процес. Точно, обично одиме со комбинација. Обично одиме со комбинација, меѓутоа на сите им кажувам, хемијата не е се. Тоа е само еден елемент кој што на почетокот ќе даде малку сила, ќе подигне, ќе даде малце серотонин, како викаме, значи онај познат хормон на задоволство. Меѓутоа треба и да се проговори за тоа што му се случува на човек во животот и како може да си ги подобри, условите, да си го зголеми задоволството, да се исполни самиот. И тогаш сме го постигнале она што се вели влегување во некои помирни води. Докторе, време е да направиме, заклучоци направивме. Психологија, психијатрија, психосоматиката, значи, главните болести почнуваат овдека, дефинитивно. Помислата, подсвеста, човек мисли дека има контрола само врз свеста, но дека и нема врз подсвеста. И сега постојат разни механизми. Религиите имаат молитвата, спортистите го имаат спортот и така. Што можеме како совет за сиве овие работи, бидејќи од вечерашниот разговор сватив дека секој може да се носи со овој проблем и да го надмине. Точно. Или сам, или со професионална помош. Што се дополнителните работи, што им кажувате на пациентите, освен, да речеме, комбинации? Свативме дека магично апче не постои. Тап и готов си. Точно. Тоа не постои такво нешто кој ќе ти ги реши проблемите физички кои ги чувствуваш. Рековме, тоа е едниот елемент сам. Едниот елемент. Дури и поважен е оној друг елемент. Да пронајдат нешто што за нив ќе биде задоволство да го прават. Рековте, спортистите се бават со спорт. Не знам, спомнавте луѓе религиозни. Секогаш ги поддржувам религиозните луѓе. Ги прашувам луѓето дали се религиозни или не. И ако се, никогаш не настапувам круто од аспект на како класичната наука би постапила, да ги одвраќам од некои нивни, да речеме, од некои нивни потреби религиски. У крајна линија јас сметам дека сите на некој начин сме не на некој начин, сите го имаме спиритуалното. Сакале тоа да го признаеме или не. И Фала Богу што сум атеист, другар мој. Јас се сметам за агностик. Ама пази, фала Богу што сум атеист. Фала Богу. Фала Богу што сум атеист. Точно. Не мора да сме верници во овие класични, или како да ги наречам, религии. Но помага. Но помага секако. Помага секако. Ако човек влегол во таа сфера, јас некако
се обидувам да најдам баланс и со тој дел од неговата личност, затоа што некако е како откинато ако се трудам јас само да му го наметнам моето, а тоа да го занемарам. Значи, сакам да го видам човекот целосно, сакам да посветам секогаш повеќе внимание и на социјалниот контекст. Например, доаѓа човек кој што се жали на одредена симптоматика и одредена проблематика. Меѓутоа, не го земам тоа за доволно кога сакам да им помогнам на луѓето. Сега, да се спуштиме на нешто просто. Сега веќе во медицинските, на практично. Пардон, се извинувам. Во медицинските кругови сега станува една препорака многу битна, да покрај медикаментозната терапија се пропишува и движење. Движењето е нешто, тргнавме со овие мустаки овде. Добро. Мада ми е сега, идам малце во дигресија, контрадикторно пепелјарата, затоа што за цигари. Пепелјарата е за нешто што не укажа за пура, за пувкање. За пувкање, не конзумирање. 4 елементи во кои што ова Movember движење, невладина организација, е инволвирана се покрај свесноста за ракот на простатата, Добре. за ракот на тестисот, менталното здравје, што е за мене многу битно и многу е битно, многу сум среќен што го препознале како фактор кој што е сега на кој што треба да му се посвети многу внимание. Зато и вечерва ја посветивме емисија, така. Точно. И исто така, четвртиот елемент е пасивноста, тоест неактивноста кај мажите. Движењето е најдобриот лек. Движење. Најобично пешачење. Најобично пешачење или друг вид движење. Велосипед. Ја лично исто го занемарувам. Цело време. Рекреација збориме. Рекреација, едноставно. Во моите препораки секогаш го пишувам. Зголемени физички активности, зголемени физички и рекреативни активности. Ке кажат, ама доктор, ја не можам да станам од кревет, сум затоа што сум многу депресивен или депресивна. И треба да бидам спремен да станам од кревет. Мојата препорака е, прво ќе се натераш да станеш од кревет, за да ти се подобри расположението и за да бидеш спремен за понатаму. Иначе ќе заглавиш во уште поголема депресија ако Движење во кревет. Движење. Знаете ли колку ваши колеги ми го рекле ова? Викам, како да се надмине болест на арбет од ваш колега? Ми вика, движење? Ја вика, истите проблеми, еве, ги имам, можам да ве оперирам, можам да ви давам ова, можам да ви давам она. Движење. Друг ми вика, ваш колега исто, кардиохирург, движење. Значи, неверојатно е колку самата циркулација, самото движење го подобрува општото здравје. И сега доаѓаме до она, во здраво тело, здрав дух или во здрав дух, здраво тело? И едното и другото. Браво, докторе. Јас не ги делам на дух и тело. Се тоа е едно исто, да го гледаме холистички. Меѓутоа, движењето му дава на организмот и на духот и на телото информација дека е жив. Практично. Што значи едноставно да го дали тогаш може, еве и тука ја завршуваме емисијата, дали како емпириски доказ е на пример дека кога е летен период, кој ќе отидат на рекреација, пливање, на одмор, ваму таму малку повеќе шетат, ви имате малку помалку работа од што да речеме зимски период, кога повеќе дремат, кога повеќе се неподвижни. Дали се чувствува така? Би можело да се каже, со тоа да една категорија лица со ментално здравствени проблеми, без разлика на движење или недвижење, си останува со ист процент, без разлика на надворешните стресогени околности, а тоа се лицата со потешки психолошки расстройства, од типот на шизофренија, од друга страна лицата со проблеми во старачкиот период, деменции. Тука не може многу да се помогне со движењето, освен кај деменција. Нема со деменција, уште ако движе, нема да го може со некои когнитивни вежби да го успорат процесот, меѓутоа не може повеќе од тоа да се направи. Генерално, ова би се сложил дека има помалку пациенти во периодот кога
кога има Исхрана? движење. Исхраната е исто битна. Во која Исхраната е Зошто? битна. Затоа што сега не сум нутриционист, Не, али добро. затоа што битно е да не се внесуваат јаглени хидрати, да не се оптеретуваат органите со тежина. Прво, да појдеме од тоа дека телесната тежина, тој body mass index, како го викаат, треба да биде во некои оптимални граници. Значи, мораме да размислуваме на собствената тежина. Само со диета не би препорачал некој да тоа го постигнува. Тоа е дополнителен да биде стрес. пасивен. Тоа е и дополнителен стрес и нема ништо да постигне со тоа. Значи, диета со движење. А исхраната треба да се состои од доволно протеини и витамини, меѓутоа јаглените хидрати се нешто што е штетно. На човек му е тешко да се откаже од пецива. Јаглени хидрати не се само колачи. Од Бурек. бурек, Бурек. Отров. Отров. И ако емисијата е Јади бурек, ама ние во ментална фигуративно. фигуративна. Знам, тестото, брашното и пак се враќаме на оно основното одамна што го вика, се сеќам првото идење во Лондон, прво што разбрав од нив, а тоа е 4 смет. Брашно, шеќер, сол. Да. 3. Солта исто така. Бела смрт. Тоа е Да. тоа е погубно затоа што солта ја прибира течноста, да кажеме едноставно, во волуменот на крвните садови се ја влече од ткивата и тоа прави поголем крвен притисок. Значи солта мора исто така да се исфрли. И на крај доаѓаме до заклучок, свежата исхрана е нешто најдобро за човекот. Свежата исхрана исто така. Вие имавте емисии со, ја не се сеќавам на името на господјата, да. која што пропагираше свежа исхрана и мислам дека тоа е што помалку обработена храна, тоа е поздрава храна. Што тоа не враќа на Back to basic. историја, да. Докторе, многу поучно гостување. Мене ми е прво од ваков вид и малце ми беше вистинско задоволство. Жал ми е што не можам да ви измрцварам уште подолго. Оние кои ќе побараат помош, конкретно од вас, во клиниката Ачибадем Систина, но бидејќи не ќе можете сите да ги сигурно, вашите колеги работат и во други клиники. Каде е најдобро да се обратат, бидејќи вие сам не можете, и онака сте преоптоварени со вашите пациенти од самата клиника, па и од страна. Како човек да побара помош? Дали треба први со општи лекар да разговара, па да го испрати на специјалист? Па вака, општите лекари, јас сум учествувал во едукација на лекарите од примарна здравствена заштита за скрининг, за тријажа, практично за препознавање на лицата кои што ќе ги реферираат понатаму кај специјалисти кои што ќе им дадат помош. И тоа е битно. Првиот контакт го остваруваме со матичниот лекар. Матичниот лекар треба да има сенс. Тоа е зборот. Да види што се случува. И што побрзо препознае, што побрзо се детектира и што побрзо се интервенира, тоа е успехот подобар. И да го препрати пациентот кај психијатар. Имаме доста добри психијатри. Сигурно. Меѓутоа, сакам уште нешто да кажам пред крај. Не прозборевме за предрасудите кај народот. За премолчувањето, за предрасудите во однос на тоа дека треба да примат психијатриска помош. Меѓутоа, луѓе сметаат дека е тоа слабост, дека е тоа брука. Често ми кажуваат, јас не сакам да се знае дека сум бил на психијатар. Да. И за таа област имам многу што да кажам, бидејќи веќе 20 години работиме на разбивање на предрасудите во менталното здравје. Зборам во множина, бидејќи имав учествував во една која што и се уште активна невладина организација која што правеше кампања низ Македонија за подигање на свесноста за проблемите на менталното здравје и за разбивањето на предрасудите во однос на третманот. И тоа е многу битно. За среќа можам да кажам, имаме напредок. Меѓутоа е далеку од она како би требало да биде. Ништо, остануваме вака недоискажани, што значи наскоро ќе ве викнам повторно. Ќе ми биде задоволство.
На вистина. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Лека ноќ и пријатно.